чорбаджи. Добар ден. А е ли работа? Ами. Да се качам горе или... Не, јас ќе се симнам долу. Ајде. Што има? Како што има чорбаджи, па дојдов за она што се договоривме. Ти ја донесов стоката. Сега кажи ми дали ќе ја земеш или не. Ви се, ако најдеш некој поварен купуваш од мене, дај му ја нему. Јас сум човек од збор чорбаджи, со тебе се договорив и тебе ќе ти ја дадам. А тоа дали ќе најдам подобар купуваш, тоа сега и не е многу важно. Па да ја свршиме работата, а? Ја да ја свршиме. Како што се договоривме, треба за стоката да ми дадеш 300 алтани. Колку? 300 алтани. 300 алтани? Даде. Не се договоривме ние така? Ние се договоривме 290 алтани. Грешиш, чорбаджи. Грешиш. Збор даде. Да видиш, робата е многу убава. И немој да бидеш тити за 10 алтани. 290 и ни алтан поиќе. Не е убаво што ми го правиш, чорбаджи. Не е убаво. Збор даде. Туку ме најде во небреве, ми требаат алтаните за друга трговија. Ајде нека ти биди. Дај 290. 290 има тука стокмени. Преброи си ги. Не, ти верувам. Само стоката кога ќе ја донесеш? Па, кога сакаш и каде сакаш. Дали сакаш дома или на дуќан? Слушај, донеси ја на дуќан. Арно? Ќе дојдам јас, ја видам. Ако е арна, со алал нека ти се паричките. Ама ако не ти е салам стоката, ќе ти ја вратам, да знаеш. Без гајле, чорбаджи, стоката е многу убава, многу добра. Ќе ја видиш. Добре. Ајде. Ајде. Така нека биде. Ајде. Ајде. Ето, кафе не се напија. И да сакаш, немам сол, што ќе ти правам. Го виде? Кого? Ој, што дојде трговецот. Се наконтил, се дотерал, тебе конте се прави. Знаеш што? Ми се блуе кога ќе видам таков човек. Не економист, човек што ги фрла парите за ништо. Луѓето треба да живеат човечки. Некако добици. Ај мори па ти, што ти фали тебе? На злато мори и на пари спиеш и седиш, ти уште ќе се плачиш. За плачење сме на живота и ти и јас. Туку од пишаното не се бега, тоа ти е. Што сакаш да кажеш? Што сакаш? Измрзнавме, изгладнавме, ете тоа сакам да кажам. Сакаш да кажеш да ги фрлам јас така парите? Да се грееме, Луѓето ти реков треба да живеат човечки. Ај ти мене кажи ми зашто ти се парите. Сум ти го кажал ова 100 пати и не е веќе закажување, ама пак ќе ти кажа. Како овој ли мори? Како тој. Се захватил куќа да прави. На ова време, нека само нека прави. Скоро ќе го даде валиментото. Ќе му купам се. Знаеш како ќе станам? По чорбаджија и од паша. Оддалеко која ќе ме види, ме тани и ќе ми прави. Ако мака не сум јас облечен, суреден мислам. А зашто ти се парите, те праша? За живот, за живење. Измрзнавме, изгладнавме. Не даваш
Да навалам оган, не даваш свеќа ноќе да запалам. Не апал, не плаши се. Не даваш да се облечеме, да се згрееме, да се најадеме. Слушай, јас те слушам. Зашто ние да не живееме како луѓе, како што рекол Господ да се живее? Доста бе. Мислам да те слушам, треба така да те вркнам една преку носо. Ти ме учиш тука мене на економија, бре, на недомакинлук. Што речи бе ова? Јас растори куќа. Растори куќа си бе ти? Растори куќа сум јас. Слушај, ај што късмет имав јас со тебе, што не си најдов некоја убава економист жена, домакинка жена, салам. А не вака, растори куќа. Ајде, и што нема некој човек тука, така домакин, збирач, шпараджија како мене, муга бе со него да си чинам. Што чува за старост, не? Да, ништо не јади сега, само за старост треба да чува. Ама ако остане жив. Што рече? Ништо. Има еден таков, има. Каков? Таков домакин како тебе, голем домакин бил. Економист? Економист, ама не од тука, од друго село е. Што ме од друго село ще ми каже? Нема да дам јас таму да си јабам чевлите, да одам бюри до таму. Ма не оди, кој ти рекол да одиш? Јас не ти реков да одиш, не оди. Од кај знаеш ти за тој човек? Од кај знам, ја видов жена му. Кога бев да купува малишта на старо. Ме виде и таа мене, и ме виде најбербат од сите облечена и си рече, ова сигурно кета. Чула за тебе. За мене чула? Чула дека си голем домакин. И така. И мажот е бил домакин, ама таа вели поголем домакин и од твојот, сигурно. Од мене поголем? Така рече. Не сум чул да постои поголем економист од мене. И јас не сум. Домаќин. Слушај, дај ми ги чевлите, јас веднаш ќе тргнам на пат да го видам тој човек. Билки нешто ќе научам од него. Може многу арчиме ние па да научиме. Па може, арчењето крај му нема кај тебе. Ова требаше да го пиеш 3 дни, си го испила. За колку? За 2? Еби, еден. Ден треба фазла. Камо да ги... Полека, мори, полека. Па дупка има. Ај ќе ја скокаш дупката. Види ја. Абе, овие чеви ги видаш да ги јабам. Овие се джигитнови, бе. Овие ми се за празник. За Великден ги чуваш. Така дај ми ги оние што ми се за кататен. Тие, така тие, обесените, слушај. Тие. Ева да мислиш дека јас и овие ги носам сега. Овие една од едно село купена, друга од друго село. На Телян ги купувам, знаеш. Па знам. Слушај, ама во овие има уште носење. Знаеш што ќе направам јас? Да не си ги изабам јас чевлите, ќе си ги носам вака преку рамо. Ќе си одам бос, ќе си поодувам чак пат. Ако не ми студи. Ајде, од време на време кој ќе седам да си се отпочинам, може да си ги обујам, знаеш, да ми се стоплат нозете. Оди далеко ја, ако одиш, оди 3 сати одење име до таму. Слушај, знам, ти нисам веднаш, ама ти да не си палила свеќа, оти ми е бележана. А така. Ова си го испила, нека стои така празно. Слушај, и јадење да не ваќаш. Малку пери, свич колкава си. Сум го заклучил јас таму јадењето, клучот во джебот си го чувам. А и огнот да не го палиш. Броени ми се дрвја. Ќе ти не сам сега само да ти кажам овие, и дрвјата ми се броени. Се знам. Економија да правиш, за старост да се најди. Се наум си знам, ајде. Ајде.
Што ме гледаш, што се клештиш, мори? Бе, те гледам вака, па си викам, абе, човеков мора да има мака. Ми тој решил да проси, а? Кој? Само, слушај, да ти кажам. Од оваа куќа немој да просиш. Тука на просјаци ништо не даваат. И не треба да даваат, мори. А, Не се улави, бе. Тие да шпарат, икономија да си прават, а потоа да го фрлат тоа на ојлевци, дојлевци. Абе, каков просјак си ти ако мислиш така дека не треба да даваат ти на овој, ти на оној, па каков просјак си ти? Кој е просјак, мори? Па ти. Очи да просиш. Ајде, мори, јас ниту сум барал од некого нешто во животта своја, ниту давам. Значи така. Абре, да не си ти како оној онде, а? Значи и ти си чорбаджија, ај леле. Тргнал скржавецот кај другиот скржавец. А овој скржав. Каскатија. Го погоди зборот, леле. Домаќин, мори се вели. Каскатија. Поголем каскатија ниту имало, ниту ќе има од вас двајца, да знаеш. Хеј, за реден малку беше мајтап да си правиме со него, та сега двајца ни требаат. Еле сега ќе одам на сред село да знаеш и ќе кажам дека нашиот каскатија си нашол друг каскатија, да знаеш. А јас мислев дека само еден е. Ајде, туку дроби ладна попара, мори, ајде, ој си таму, ајде. Тога... Јас сум, пријателе. Кој си ти, бе, пријателче? Јас сум. А? Шо направи, бе, пријателе, бре? Абе, вратата ми ја искрши, бе, пријателе. Како, пријателе, ништо. Како Слушај, ништо? Јас сум ти еден пријател твој од другото село. Домаќин човек. Икономист. Шпараджија. И немам таков кај мене во селото домаќин спроти мене, муабет да си чинам, да си направам, сите се расипикуќи. И жената ми рече за тебе дека во ова село имало таков човек како мене. Па решив да дојдам, да те видам и муабет да си скршам со тебе. Чунки си бил поголем домаќин од мене, ќе научам си велам нешто. Арно, бе, пријателе, значи ти си тој. И јас имам чуено за тебе. Да, само не можев да дојдам. Многу пати чинев така, викам, ај додам да го видам пријателот, па си велам да отопли малце, та да можем додам боз, да не јарчам пинциве. Еми, јас така. Јас дојдов ајак, полека, нога пред нога, по некој време ги носев кондурите нарамо, си одев боз. Да не си ги потрошам. Така треба. Ќе седнев да се одморам, си ги обував куку за да ги стоплам нозете. Да не се арчат. Да, така, да не се арчат. Пријателе. Па, пријателе, бе, абе, ти си бил многу поголем економист од мене. Браус. Ти ја гледам оваа вратата, партал. Како, бре, партал? Така. Ти ми ја скрши вратата сега. Ако де... Вратата си беше уба и убаво си стоеше. Јас од дозгора си рипам. Не отвораш. Не отворам. Пријателе, се арчи. ама ти да не се секираш. Јас ќе ти дам еден ментеш за оваа врата. Каков ментеш? Оти ментешот ти се откачи. Најдов еден ментеш на буниште. Ќе ти го продам за ефтини пари. Слушај да ти кажам, пријателе. Ти ментешот мене ќе ми го даеш без пари. Така да знаеш. Оти ти ми го скрши. Браво сме. И да се слуша за тебе глас дека си голем икономист. Абе, на вистина си бил поголем икономист и шпараджија и од Вујко ми Лазар, Бараков од Мокрино. Не го познам. Ау, поголем шпараджија тој и од тебе и од мене. Само на воздух живее. Леп не јаде. Чај не пие, мрсен му бил. Амам, бе, пријателе, ила да ми кажеш за него, Белки, ќе научам нешто. Од него може да научиме. Полека на скали, бе. Пријателе. Ајде. Преку една да не се арчат многу. Браво, пријателе. Ти си бил поголем икономист. Скалите ти се побатал од моите. Преку една? Преку една? Така. Пријателе. Ова да може човек да го прелета и овие што ги имаш да не ги изарчиш.
Дай, вати ме за раката. А, така. Дай, господ Крила. Може ќе летни ме еден ден. Ај. Пријателе, ајде. Повели пријателе, седни. Сполајте. Полека. Оти така, полека бе, пријателе. Пријателе, што ти кажам, каква среќа имаш, најчурук столче. На тебе ти се падна, ама... Слушај, јас го подпрем. Не бе, Гале, чи... Оти не го дуздишаш салам така. Како бе, пријателе? Шајки да арчам сега? Па не оди. Браво! Домаќин голем си. Економист е. Јас тоа го видов уште по скалите ко се качував. Ајде. Побатал ти се од моите. Гледаш? Душа ќе испуштев од страв додека се качував да не паднам. Телам да може да прелетам. А и жената, пријателе, и жената ти е побатал од мојата. Подпри го. Арне. Браво. Види да ти кажам право, пријателе. Домаќин лак. Ето, така се берат пари, пријателе. Јас овие алишта се настаро си купувам. Така. Иждане, 10 години. Ете, ти издржаш. А и после може да и носиш. Старо си е старо. Браво! Економист голем си не. Па, пријателе, така се води трговија. Браво. Да приготвам свеќава за вечер нешто да сготвам. Како оти? Полека, за вечер. Еми до вечер, кола е работа, вечер и месечина ќе излезе. Иждане, тука се гледа од... Да, не. Ќе светни малку месечината. Ајде, ово не прај арч. По години човек не влегол во куќава, реци е. Не, домаќи, не, слушај. Нешто да направи. Не треба. Јас си носам лепче троа, а и соуца си имам. Од бакало си ја земам. Пари не да му ја побарувам тики туку така. Туку за да... Шо бе, пријателе? Сол. Лепи сол јадиш. Даде... Леле... Јас само лепи вода. Нема, пријател. Сол, не? Ами тој арш бе, пријателе. Како? Не бива, не ода ти работи така. Браво, голем економист си. Голем. Поголем од мене. Така, пријателе. Јас се соакал. Ова чини, ова не чини. Тука и се собира. Ја да припремам едно чергиче за спиење за вечера. Чергиче? Да, тука да си прилегнеме. Оти чергиче, море, жено... Не треба сега, чергиче ќе постелува. Браво, пријателе. Ми ќе се свиткаме тука така. Таков те сакам, домаќин да си, економист. Слушај, јас да ти кажам и мојата жена така. Черга сака да постела. Цел живот ја учам, ама ука не фаќа. Черга? Ајде, не научила. Ајде, стално ја гледам жена му, ја среќавам кај оние на старо што продава, аде. Што сакаш па ти? А ти да не сакаш мори кај Златарот да одиш, а? Седи и молчи. Так. Браво. Ајде, трошо. Не, арч не треба да се прави. Не треба пред... Абе, муабетот не треба да го арчиш туку така, што се вели. Јарно си велиш. Ај сега си поседиме вака со рацете и да се погледаме малку бели во очите. Тука арч нема. Арч нема. Може и да си дишиме? Полека домакинг, аман. Ами лозницата ќе ја исушиш да му се не види? Ајде. Епа, полека на скалите сега. Пријателе, многу ми беше мило што дојде да ти кажам. Пријателе, мене ти ми биде уште помило ти да ми дојдиш дома. Да ми го видиш домакин лако. Ќе видам. Муабет, троа да си чиниме и да се гледаме пак во очите бели. Таков те сакам, бре. Полека, Ајде. И поздравија многу домаќинката. Сполајте домаќините. Ќе поздравам. Ај со здравје, с Богом, пријател. И троа пособлекувај ги опинците да не сториш арч, разбираш? Арно видиш, арно, попат. Ајде.
Бажике, откаде да почнеме? Ме прашува откаде да почне. Од кај сакаш почни, кај сакаш заврши, се поред. Ајде бре, ајде удри. Така. Да. Подолу, подолу. Ето. И овде на средината. Така, удри. Кейф ми е надушава. Уште! Добар ден, добри луѓе. Шо е ова работа? Вакво нешто до сега не сум видел. Остајте, чекайте малку. Кој си ти? Јас? Аха. Јас сум од друго село. Па дојдов, ја барам куќата на еден мој пријател, ама во село таква куќа не гледам. Чекај. Као што те гледам вака дотеран, ти ке си пријателот на мојот маш. Него го бараш се. Не е тука. Оти не е тука. Умре. Си умре. Леле, лесна му земја. Тешка да му е секоја педа над глава. Ти така мори домати. Ова е неговиот гроб, го гледаш. Овој гроб што го тепаат, тука лежи. Аман мори. Знаеш Оти? Оти. Оти беше милиондера, живееше како чергарин, ете затоа. Оти живеев на вода, а капка вода не ми даваше, ете затоа. Оти ме измачи. А куќата знаеш зашто не си можел да ја најдеш? Оти ја нема, таква батал куќа во селото веќе нема. Нова си направи. Нова? Леле, од тоа умрел сиромашкиот. Не. Беше умрен кој ја направи. Ако беше жив, ке направив јас куќа. Знаеш ти веќе да не ми доаѓаш. Оти од таков како тебе душата ми излезе. Еден таков на живота ме избачи. Сега ќе поживеам малку. Уште ли чорбаджике? Удрете, не прашувајте. Удри! И овде. Така. Гледај. Добар ден. За кого како? Тука е, дојди. Ајде. Добар ден.
Што барате, бре, луѓе, да не сте сгрешиле? Ни пратија, еве, фустан. Така. Има, видиш што убав. И има нешто за храна и боја за вапцување, јајца. Јајца, жено. Сгрешиле, не. Тука ни рекла оваа куќа. Чекај се, јас и ти да се преслушаме убаво. Не сгрешиле, жено. Не сгрешиле. Сите овие работи се за нас. Не можам да поверувам. А? Ај, со умот да не си се... Не мори, жено. Аре, сум јас умот. Ајде вие растоварете и одете си. Ајде. Ајде, бе. Ајде. Ама денес, какво школо сум научил. Чорбаджија? А? Готово растоварихме. Па добро, ајде, одете си тогаш. Ајде со здравје. Ајде со здравје. Ајде. Богом чорбаджија. Жено, денес ова школа што го научив, никој пат досега не сум го видел. Оти овој живот еден бил, разбираш, и треба убаво да се проживее. Затоа решив од утре да го мениме. Ќе направиме нова куќа и ќе си живееме богато и убаво. Значи, од денеска не си скржавецот Каскати, а? Види, жено, името може да остане исто. Разбираш? Ама ние ќе си се промениме и ќе си живееме убаво.